Буката основи на ефективна и ефикасна едукација и лобирање и застапување, кое што ќе биде организирана од страна на Македонското здружение за заштита при работа, има за цел да создаде основа и да има возможни на луѓето кои што ја покриваат оваа многу значајна област, бидејќи една од нивните улоги е да бидат едукатори, не само на работниците и на сите вклучени во процесот. Едноставно, како едукатори тие тоа можат да го прават најдобро што знаат или да применат одредени научни методи кои што дефинитивно овозможуваат трансфер на знаења и на одредени искуства. Сепак вештините се нешто друго, треба веќе да се применува во пракса она што се знае, но значи конкретно целна група би биле стручните лица кои што се занимаваат со безбедност и здравје при работа, потоа припадници, членови на невладини организации кои што се залагаат и ги застапуваат правата на работниците, како што се синдикатите и други различни организации, потоа стручни лица во областа на здравството, лекари и други кои што ја покриваат оваа сериозна и значајна област. Исто така и вработени во одредени локални и национални институции кои што имаат надлежност и делуваат во оваа значајна област. Генерално има две теми кои што се многу важни. Првата тема е во однос на едукацијата и процесот на едукација, при што се дава една мала теоретска основа, што е тоа учење, како учиме, кои се стиловите на учење, како една метода која што ќе им помогне на идните едукатори да разберат суштината на самиот едукативен процес, потоа кои алатки и инструменти да се применат при креирање и спроведување на обука за возрастни, затоа што дефинитивно инструментите се многу важни и самата правилна примена на алатките за едукација овозможува успех и ефект при самиот процес на едукација. Така да, тоа ќе биде како една тематска целина со сите аспекти. И втората тематска целина ќе биде во областа на застапување и лобирање, при што ќе се одговори на прашањата што е тоа застапување и лобирање, зошто е важно да се застапува и лобира во областа на безбедност и здравје при работа, како тоа да го прават и кој тоа би можел да го прави најдобро. Ќе има еден мал осврт дури на чекори на кампања. Жал, безбедноста и здравјето при работа не е во состојба, барем тоа е моје мислење, во кое што треба да бидеме задоволни. Постои уште многу нешто да се направи. Сега се е прашање на приоритет и вештината на луѓето кои што добро застапуваат и лобираат за една тема е да на некој начин да ја наметнат темата која што тие сакаат да биде поставена на повисоко ниво на приоритет, дали на локално или на национално ниво, дали во само еден деловен субјект кој што знаеме дека во овие сепак не е многу лесни времења, не е лесно на реалниот сектор да обстои, а од друга страна се додека безбедност и здравјето при работа го сметаат дека е трошок, а не е инвестиција, тоа не е добро. Па сега, значи, сите поврзани кои што се дел од целиот овој систем за безбедност и здравје при работа, нив им е приоритет да оваа тема стане поприоритетна и повисоко да дојде на листата на приоритети, така да лобирањето и застапувањето дефинитивно помогнува да се подигне јавната свест за потребата од подобра безбедност и здравје при работа, но не само дека тоа е добро, туку и неколку основни принципи и елементи ќе научат учесниците, значи и како тоа да го прават. Така да сметам дека ова е балансирано, ова се огромни области, но во рамки на неколку сесии сметам дека ние ќе направиме се што можеме да им ја олесниме идната работа на сите што работат и творат во сферата на безбедност и здравје при работа.